Почитуван премиер, почитувана министерка за одбрана, почитувани медиуми, членството во НАТО алијансата овозможува безбедносна и политичка сигурност, како и финансиска стабилност и економски просперитет. Податоците покажуваат дека економскиот раст на земјите се забрзува за 2% поени во просек ако се спореди периодот 5 години пред и по влезот во НАТО алијансата. Со влезот во НАТО, безбедносните, политичките и економските услови во Република Северна Македонија се зголемени. Оттука обврските што произлегуваат од членството во НАТО се ставени како приоритет на владините политики. Министерството за финансии ги реализираше своите обврски од програмата за продолжување на реформите за членство во НАТО и во таа насока во август 2019 година донесен е новиот закон за јавни набавки во областа на одбраната и безбедноста, со кој што се изврши усогласување на регулативата од националното законодавство во согласно со директивите на Европската унија и процедурите на НАТО. Годинава се направија и дополнување на законот со што се воведоа процедури што им овозможуваат на нашите компании да учествуваат на НАТО тендерите во вредност од околу 5 милиарди евра на годишно ниво. Со ова за нашите компании се отвора нов пазар во сервисни продукти како набавка, оперативна поддршка, транспорт, одржување, кодификација, услуги во сајбер безбедноста и така натаму. Голем потенцијал за работа се јавува и за IT компаниите, кои што можат да бидат ангажирани и како подизведувачи, со тоа што одредени тендери во IT сферата побаруваат поседување НАТО безбедносен сертификат, кој што нашите компании ќе можат да го обезбедат од Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации. Отворањето на новиот пазар за нашите компании е голема шанса за македонските компании што досега не можеле да учествуваат на јавните набавки на НАТО. Секоја компанија што ги исполнува условите на тендери во Република Северна Македонија ги исполнува условите и за учество на тендерите на НАТО пазарот. Правилата за учество на тендерите се едноставни и паметни, овозможувајќи брз и флексибилен процес на јавни набавки преку начелата на транспарентност, еднакви можности и еднаков третман. Во оваа прилика би сакал да истакнам дека ќе продолжиме со праксата на средби со бизнес заедницата со цел да ги информираме како може да конкурираат на овие тендери. Разбирањето на врските помеѓу економијата и безбедноста е суштинско во денешното сложено меѓународно опкружување. Токму од тие причини Министерството за финансии во наредниот период ќе продолжи со спроведување на обврските на НАТО, од НАТО членството и посветено ќе работи на значајни реформи и проекти во насока на забрзување на економскиот раст, подобрени јавни услуги кон граѓаните и подобрен животен стандард во земјата. Ви благодарам.